Што најмногу сакаш да одгледуваш на твојата нива? Па, најмногу сакам зеленчук. Пченка или пченица? Пченица. Ако имаш еден ден слободен, планина или море? Планина. Невладен сектор или владен сектор, што бираш? Невладен сектор. Дали иднината на земјоделието е во традицијата или во технологијата? Традицијата. Дали има нешто што научи од земјата и од земјоделието, а никогаш од книга? Да. Најтешка година за земјоделците? Најтешка година за земјоделците, да речеме ова. Колку часа во денот поминуваш на нива? Зависи од 12 до 16 часа. Ако имаш супер моќ, што би променил во земјоделието? Пред се знаењето. Едукација. Ти благодарам. Почитувани гледачи, добродојдовте во новиот серијал на емисија кој што ги организира Лак Плачковица, подкаст со тема Одиме рурално во срцето на Македонија, каде што ќе обработуваме теми поврзани со локалниот развој, руралниот развој, алтернативните форми на туризмот, земјоделието, производството на храна, се што се активности поврзани во руралните средини. За оваа емисија е предвидено да покануваме гости кои што се локални шампиони во заедниците, поготово поврзани со теми од локалниот развој и локалната економија. Јас сум вашиот водител, Столи Ѓорѓиев, и ќе ве водам низ циклусот на неколку емисии во наредниот период. Како прв гостин и на моја особена чест за да ги отвориме овие серија на емисии, подкасти, го поканив мојот долгогодишен пријател и активист пред се во граѓанскиот сектор, производител, земјоделски производител на храна со преку 40 годишно искуство, граѓански активист со преку 20 годишно искуство, основач и председател на Сдруженијето Агроеко од Радоиш, основач и председател на Националната земјоделска мрежа во Македонија, во која што членуваат индивидуални земјоделци производители, и еден од основачите на локалната акциона група Плачковица. Со нас гости на ова вечер е господинот Ѓорги Каракачев. Ѓорги, добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата, честа исто и од моја страна. Задоволство да присуствувам и е чест се значи да бидеме во вашата емисија, да ги скажеме нашите ставови, реални погледи, како ние гледаме на целата ситуација значи во македонскиот аграр и околу делот на руралниот развој во Република Македонија. Навистина ми е чест и што се одзвасте на поканата да бидете гостин во ова прва емисија која што ја стартуваме во овој циклус на емисии во така нареченот подкастот Одиме рурално. Ајде да почнеме од почеток. Како изгледа еден обичен ден на Ѓорги Каракачев како граѓанин или како земјоделец, обичен ден? Така. Значи, како земјоделци ние имаме, може да кажеме, едно буквално исполнето време, ние буквално немаме слободно време, значи, у тај дел може да се каже како и хендикеп, меѓутоа и придобивка. Значи, на нас ни е буквално денот исполнет од почеток до крај. Земјоделието значи бара посебен стил на живење. Значи земјоделието не е само бизнес, е посебен стил на живење, каде да речеме тие многу урбани придобивки ги немаме ние како земјоделци, меѓутоа од друга страна па имаме некои посебни предности, а тоа е ние си имаме, ајде да речеме, сме креативни, сами си укреираме значи времето и едноставно може да кажеме дека сме еден вид слободни луѓе. За разлика од тие што се да речеме вработени луѓе во бизнис сектор и така натаму и така натаму. Значи сами сме креатори на својата активност, на своето слободно време, работно време, а за жал да речеме ние како општествено, значи одговорни личности, малку сме ценети од општеството. Значи се наоѓа во една многу непријатна ситуација како земјоделци.
нашиот придонес е јасен за мислам за општеството во кое живееме, меѓутоа за жал ние сме испод како општествена група на категорија на граѓани сме многу подценети. Добре, може ли да се живее од земјоделие? Тешко прашање, не знам како да кажам. Значи зависи како ќе биде од кој агол ќе се гледа на тоа. Значи ако го поставиме дали би можело да се живее, да. Меѓутоа во моментот да биде земјоделец многу тешко. Затоа што сами сме свесни во каква ситуација сме. Значи ние во моментот сме во една многу тешка ситуација, имаме значи некои цени што не го прават ни производни цени, така да моментално сме економски неликвидни поради икс причини. Сега зголемени трошоци имаме. Имаме зголемени, да речеме, имат климатски промени. Имаме намален животен стандард на граѓаните, односно на нашите конзументи, потрошувачи. Така да ние никош не можеме овој момент да добиеме таа реална, да речеме, сатисфакција на нашиот производ. Значи колку и да се трудиме да извадиме квалитет, колку да се трудиме значи да извадиме квалитетен производ, во овој момент ние значи нашиот труд не е правилно вреднуван. Не е вреднуван поради тоа што е ниска продажна цената или не е вреднуван поради тоа што е мала заработката? Буквално не сме ликвидни, значи многу мала заработката. Значи поголеми се трошците отколку што може да биде цената која што е дефинитивно. Значи ние немаме реална цена. За жал можам само едно да констатирам дека во претходниот период значи ние ранејќи таа социјал во државата, земјоделците станаа социјална категорија на граѓани. Што мислам е еден апсурд, затоа што ние ствараме вредности во државата. Меѓутоа, заради погрешни политики се доведовме во една ситуација како земјоделци да бидеме значи социјални случаи. Нели не демотивирачко да се бавиш со земјоделие? Па главен сигнал е тоа што на пример секојдневно значи сме сведоци дека ние имаме се помалку храна и дека полека но сигурно стануваме увозно зависна земја. Ако ние во претходни неколку децени, да речеме, имавме извоз на храна, сега сме буквално 90% покрини со увоз на храна. Или во бројки претворено, тоа е негде околу милиарда евра. Што е апсурд за една таква држава како Македонија со такви потенцијали, значи со такви климатско-почвени услови да ние бидеме увозници на храна, мислам тоа е апсурдна ситуација. Како започна да се занимавате со земјоделство? Кажавте дека сега, нели, некако малку е демотивирачко, нели, цените, пресметката. Зошто одбрате токму оваа професија да бидете земјоделец? Како е одбрате да бидете вие земјоделец? Как се станува земјоделец? Значи, вака сега, значи, кај нас лично е кај мојот пример и кај моите колеги доста, значи тоа е една традиција кај нас во Македонија, што да речеме генерацијски у нас неколку генерации. И ние, малте не речи, од мали деца сме воспитани да бидеме земјоделци и тоа се претвара во еден вид традиција, како навик. За жал, новите генерации не сакат да го живеат тој стил на живење, барат други решенија и ден со ден, значи, ние имаме се помалку земјоделци на нивите. Инаку, за ваша информација, јас сум трета генерација на земјоделец, значи имаме ние, така речи, во наследство, али прашање е дали по нас него ќе наследи, значи како земјоделци. И што е мотивираше да останете оваа дејност веќе 40 години вас? Пак ќе кажам, значи земјоделието е посебен начин на живот што има многу, да речеме, одговорности, многу труд, многу вложување, меѓутоа дава и некои поволности. Една од поволностите пак ќе кажам, значи слободата. Ние сме на некој начин луѓе што имаме слободата на избор. Сами си го организирате времето. Сами си го организираме времето. На работа. Така е. Значи буквално немаме некој над нас. Сега ние сме оптеретени со други проблеми, реални проблеми, али за секој случај ние сме значи на некој начин тај дел сме бенефицирани. Оге, малку околу производство. Со кои култури моментално работи? Значи лично јас се занимавам значи со градинарство и овштарство. Така да градинарство што конкретно? Градинарство, домат, краставица, салата, да речеме, зелка. И зимниот период се занимавам, мислам, имам продажба на јаболко. Така да некаде околу 11-12 месеца сум покрилен буквално со рога. Ме интересира зашо баш тие култури. А ќе ги интересира гледачите? Па вака сега, ако е правено на паралела меѓу сите култури во земјоделието, значи можеме слободно да кажеме дека градинарски култури се најдоходовни. Затоа што од единица површина можеме да оствариме најголем принос и заработка.
Сега тоа е трудно интензивна работа, што бара многу труд, многу вложување, меѓутоа за краток период може парите да се фактички да имаме обрат на капитал. За разлика од градинарските култури, овоштарството е многу по специфична гранка, што бара да речеме долгорочни инвестиции, вложениот капитал се враќа многу за подолго време. Сега малку е полесна работата, за разлика од градинарството, не бара толку трудно интензивна работа, значи имат си предности мана и градинарството и овоштарството. Ама вие имате и комбинирано, и тоа и тоа. Так. Имате време и за тоа и тоа. Па сега се комбинира за да можеме едноставно да бидеме покрили преку целата година. А ако ние, например, работиме само одредена култура, да речеме градинарство, 6 месеца ќе имаме работа, односно приход, 6 месеца треба апсолутно да немаме никаков приход, така да не може да ги издржиме, да ги врземе тие работи. Значи, за тоа да биде комбинирано. За да бидеме одржливи и ликвидни, мора да имаме буквално, значи бизнис што ќе биде реализиран текно целата. И да имате диверсификација на културите, да имате различни култури. Затоа што ако се обврзаш само на една култура, претпоставувам, може ризикот е многу поголем да речеме таа култура да не успее таа година. Значи во услови кога имаме климатски промени, имаме влијанија, непогоди од време, да речеме нестабилни пазари, нестабилни цени, значи мора да одеме на повеќе култури за да можеме да обстанеме и да имаме некоја сигурност. Вака ако се определиме за одредена култура, мислам ние можеме да се доведеме во ситуација да не можеме да обстанеме годината да ја поминеме. Како оценувате оваа година? Тешка година за производство, една од потешките години. Како прво имавме значи пролетта. Да, за производство, значи имавме доста проблеми со прво си имаше значи некој врлив период, ладен период во пролетта, сега преку летото имаме екстремни температури, суши, што ретко мислам овака и ако продолжи вака како што оде климата, климатските промени, ние ќе имаме сериозни проблеми значи со производството. Дали имате простор, како мислите, дали е цената, дали е фер цената моментално на пазарот? Во никој случај, значи јас спомнак и пак си останувам на тоа дека моменталните цени што се за нас земјоделците се неликвидни. Откупните. Значи откупните се неликвидни. Значи затоа што цените во да речеме супермаркетите и не се така баш ниски на земјоделските производи. Апсолутно, значи апсолутно. Ние се движиме некаде у граници значи на производните цени и можеби некош и под производни цени, некош тука некаде сме. Меѓутоа, точно што спомнавате, во маркетите и во трговските ланци, значи цените се многу повисоки, можеби двојно и тројно. Сето тоа е последица на нерегулирана законска регулатива, за жал. Како оценувате законската регулатива, е политиката од државата и врзано со производството на храна, земјоделието, ваше мислење ме интересира. Значи, главниот проблем, барем според нас, е законската регулатива во Македонија. Кај нас има закони што ги штитат значи крупниот капитал. И тука ние дефинитивно мораме значи да застанеме на прагу на тие олигарси што ја злоупотребуваат тој земјоделски труд, што го девалвират и прават баснословни заработки. На грбот на земјоделецот, меѓутоа на грбот на граѓанин, на обичниот потрошач. Тука државата мора сериозно да се впушти во тие измени на законите. Еве јас ќе кажам само еден пример, дека во Бугарија се спрема нов предлог закон за земјоделие и рурален развој, каде бугарите прават производни цени и минимум заработка од 50% за производот. Кај нас ги нема тие заштитни цени. Има некои за некои стратешки производи, меѓутоа за другите буквално немаме ништо, значи. Ме интересира што значи тоа заштитна цена. Тоа е заштитна цена, значи некоја цена што ќе биде гарантирана, што ќе обезбеде економска ликвидност. Кој да ја гарантира таа цена? Кој? Значи тоа треба да биде вметнато во законска регулатива. Тие што се откупувачи да гарантират, државата да ја постави. Значи видите вака сега, значи ако се дефинират, еве пак ќе кажеме на пример, чисто да имаме една паралела за нашите да речеме гледачи да знаат како се движат работа. Во Србија, значи, за секој земјоделски производ задолжително се изготвува производна цена. Добро. Тоа е еден вид репер за да знаеме ние кај се движат, колку се тие, да речеме, инпути, колку се тие трошоци. Добро. И тука веќе тоа е една поедовна точка за да може да се разговара како понатаму, да речеме, да се движат тие цени. Кај нас се е стихино оставено на милост и немилост на трговците. Едноставно, никој не може да се договара за цената, затоа што ние дефинитивно немаме преглед колку не кошта нашата производна цена. Нити имаме како не? Земјоделците не знаат да си направат трошковник или што? Вака сега, значи земјоделците може да си направат, не дека не можат, меѓутоа ако секој се поведува од некоја собствена, да речеме, пресметка, ќе излезат многу различни пресметки. Затоа што секој има посебен начин на работа.
некој е по-софистицирано, некој е по-примитивно, али тука треба да има, да не речеме, тоа треба да го прават, да речеме, некои научни референтни институции, што ќе имат некоја методологија утврдена, стандардизирана, и врз основ на таа методологија ќе се изготват, значи, тие производни цени. А дали тоа не значи да веќе навлегуваме проблематиката слобода на пазарот? Значи, слободата на пазарот си останува. Меѓутоа, значи, пак ќе кажеме и пак ќе кажеме. Ако сакаме да имаме, значи, континуитет од производството, гаранција, ние мора да имаме некои заштитни цени што ќе гарантира, значи, стабилност, економска ликвидност, одржливост. Имаше случај, сега не знам дали беше лани или минатата година, кај што се воведе заштитни цени во еден период на земјоделските производители, пошто добија експанзија, посебно на пазарот, да речеме кај во пилјарите, во трговските, и се постави ограничување на колку може да оде цената. Се случи да овие веќе не беа заинтересирани да ги продават таквите производи. Што правиме во такви ситуации? Значи, вака сега, ние се декларираме како пазарна економија Добро, да. во Република Македонија. Во услови на пазарна економија не можеме, значи нема простор за државен интервенционизам. Тука се работи за државен интервенционизам и тука не е уред. Значи, што значи? Еве сега ќе кажеме пример, да речеме како може држава да влијае. Ќе ги спомнеме стратешките култури. Значи пшеницата, оризо и јачмено. Тоа се стратешки култури прогласени со закон и заштитени со закон. Што значи тоа? Тоа значи дека се праве, државата има врска да изготвя производни цени. Врз основ на тие производни цени се одредува 25% заштитна цена, што според нас е многу малку, односно таа е цена на заработка, што викаме ние. И доколку не се исполнат тие, да речеме, пазарни цени, државата должна да ги покри разликата од цени. Државата. Значи, земјоделецот во тој случај има гарантирана цена. И тоа да речеме ако останува минималната цена, долниот праг кој Да. стане. А што правиме ако се постават ограничување на горниот праг на цените? Значи, вака сега, тука сега доваѓаме у конфликт, да речеме, со трговците, значи. Да. Мора да ви вака, значи, мора тоа да се седне, да се усогласе. Мора да се избалансира. Значи, ние сите сме дел од тој синџир. И примерни земјоделски производители, трговци, да речеме, сите треба си го најдат дел. Значи, тука мора да има некои пропорции, што на некој начин сите ќе имат заработка. А не овака сега, земјоделците работат со загуба, трговците работат со екстремна добивка, на граѓаните го плаќат секо за сите, така рече. Пример, речеме се кило краставици, да речеме во супермаркет е 120 денари. Така. А што откупната цена, предпоставам дека не е толку. Откупна цената е 25 денар, 30, да речеме, значи одеме со 300% марж. 100 денара разлика има. Така е. Добро, кој ги користи па? Кај се тие 100 денари? Значи тоа го користат трговците, пошто производот оде меѓу повеќе раци. Секој си става, да речеме, маржа, крајниот корисник ги плаќа сите тие маржи, заработки, да речеме, на тие прва, втора, трета рака и така натаму. Имат ли капацитет земјоделците да ја прекинат таа маржа, да речеме, да станат директни добувачи на супермаркетите? Зошто? Не, за тоа што, да речеме, маркетите се веќе, така речени, на некој начин монополи, и ние немаме допирни точки до маркетите, значи маркетите соработуваат со одредени фирми, големи фирми, што исто бршат, значи снабдување на тие маркети. Тоа што го спомнаме прва, втора рака. Втор проблем е, да речеме, земјоделците веќе тешко доаѓаат и до пазарите на мало. Зошто? Затоа што и таму 90% се трговци. Трговци дури Ти не си производители. Не производители. Значи земјоделците буквално таму трговците на мало имат ги запоседна на пазарите и поставено монопол. И сега на земјоделците буквално не им остава простор да дојдат до директните потрошувачи. Значи тука мора државата сериозно се заземе мерки како. Треба точно да се дефинира кој е земјоделец, кој е трговец и да си ги преземе согласно законот за трговија да се Добро, не ли е тоа уредено? Значи, не ли постои регистар на производители? Значи, кај нас е се уредено со закон, меѓутоа, за жал, законите не функционират, не се примеруваат на терен. И тука е проблемот, значи. Законите не функционират. Односно функционират... Или контролата не функционира. Контрола нема никакво значи. И сами сме сведоци, одеме по пазарите, секој продава се и сешто. Значи, знае се кој е земјоделец и знае се кој земјоделец што произведува. Ако сака држава да стави ред, Георги ако произведува, значи, зеленчуко вошје, он има пријавено капацитет у Министерство за земјоделие. Ќе му се издаде потврди, ќе го продава тоа. Не може Георги да продава се и сешто. Значи, може да се стави ред на се. Меѓутоа државата нема слух, нема. Да имате можност да донесете промена у политиките. Од кај би почнали и што би споменили ви? Значи, апсолутно мора да се почне од
измена на законите. Законот за... Еве сега има во моментот да има измена на закон, се спрема закон. Законска измена за закон за земјоделство и рурално развој. Така е, има предлог закон за земјоделие и рурален развој, измени, така да во новиот предлог закон нема некои видливи промени, да ви кажеме тоа, дури можам слободно да кажам, значи имаме дури намалување на правата на земјоделците во однос на другите. Се зголемот, да речеме, ингеренциите на министерот, се кратат многу овие производи што беа стратешки, се крати оржот, се изфрла од стратешки култури, се изфрла јачмен од стратешки култури, останува пшеницата. Така да не гледаме некои радикални промени во законот за земјоделие и рурален развој и ние реагираваме, да речеме, тај дел. Исто у дело на субвенционирањето, значи тука се дава поголемо овластување на владата и дури се прологира и рокот на исплата. Мислам, тоа не е баш добар закон и не е баш добро среќно решение за нас земјоделците, па ќе видиме што ќе се случи во наредниот период. Закон уште е у процедура, има некои предлози, измени, што ќе се усвојат, как ќе се усвојат, ќе видиме како ќе се одвијат на таму работите. Како гледате иднината на македонското земјоделие во следните 10 години? Еве сега сме 2025-та, замислите 2035-та, што очекувате од земјоделието? Малку, да речеме да предвидиме иднината, можеме ли шо? Вака како што се терат политиките, значи иднината не ни е баш сјајна и очекуваме да биде уште полоша ситуацијата од сега, уште полоша, да. Сега како аргумент ќе ги наведеме следните работи. Значи за земјоделието идат лоши денови од причина што да имаме многу лоши климатски промени, екстремни, имаме екстремни суши, екстремни поплави, да речем периоди кои имаме дожд. Сега современиот свет, например, тоа го има на некој начин решено. Има адаптација на климатски промени, кај нас од тај дел не се презимат буквално никакви мерки. Имаме отсуство на државна стратегија, кај ќе се развиваме, кој правец ќе се развиваме. Има национална стратегија? Има, да, меѓутоа дали е контактабилна со реалната ситуација, да речеме, на терен. Стратегија и може да имаме колку сакаме, ама дали е применлива кај нас? Ние мораме, значи, да направиме еден пресек, да видиме каква состојбата моментална и врз основ на моменталната состојба, врз основ на тие, да речеме, ситуација во земјоделието какви се сега, реалната слика каква, да направиме стратегија. Стратегии не се прават од кабинети. Стратегии се прават, значи, да се анализира состојбата на терен. Сега како што се прават тие стратегии се само, како да кажеме, слово на папир. И тие не може да се применат во овој случај. Значи, де факто имаме, меѓутоа неприменливо. Добро. Ги спомнав сите овие работи. Ме интересира младите, дали се интересирани да се занимаваат со земјоделие? Пак ќе речам, младите тешко дека ќе ги, значи, вратиме на нивите од две причини. Прво, едната причина што не обезбедува гаранција, не обезбедува ликвидност у заработката. Второ, мислам да се малку да направиме на анализа на руралните подрачја. Значи, буквално немаме, значи, таму никакви услови за живот. Младите немаат најосновни елементарни урбани услови за живот. Значи, немаат, ќе кажеме, немаат градинки, немаат школи, немаат болници, немаат пристапни, немаат канализација, немаат водовод. Кој ќе се врати да живее во таква средина? Тоа абсурд. Значи, ако сакаме да бидеме, значи да живееме и да го развиваме земјоделието, ние мораме да вложуваме во тој рурални заедници. Тоа е една работа. Втора работа. Тоа е долгорочен процес. Државата мора сериозно, значи, да направи стратегии. Значи, треба да се почне и да се вложува и образование, едукација. Кај земјоделците. Кај земјоделците, посебно кај младите генерации. Например, да речеме за пример на нова технологија и иновации, колку се запознаени земјоделци со оваа работа? Вака сега, значи, имаме допирни точки, сите имаме информација на некој начин. Сега, значи, современо преку интернет можеме да додеме. Меѓутоа, колку младите сакат, значи, да ги применат тие технологии и колку може да ги применат, ипак се тие скапи технологии, за нас се, да речеме, недопирливи, се постарите генерации тешко дека дигитални технологии ќе го уведат, меѓутоа за младите да. Меѓутоа колку се достапни, колку можат реално, значи, да си ги приуштат, тоа е знак прашање. Тука државата сега треба да се вклучи максимално, да помогне и на некој начин да имаме таа развојна компонента, значи, да почнеме, значи, да инвестираме во земјоделието. Што конкретно да помогне? Еве, дали помошта што се најоше 100.000 евра, ако некој се врати у село, е реално и нешто ќе помогне и ќе промене за млади.
ме интересира ваше мислење. Вака сега, значи. Стана популарна. Еве, аз ќе спомнам само еден пример од Словенија. Мислам, најверојатно од таму земат пример. У Словенија млад земјоделец до 40 години, значи, ако сака да се занимава со земјоделие, државата за првата година му обезбедува 50.000 евра. Што значи упари? Упари. Кеш. Кеш. Значи, он почнува бизнис. Или да набави материјали, опрема. Сега, како е тука, ќе видиме. Сега тоа не знам как ќе го издефинира државата. Втора година, доколку покаже успех, значи се додава пак 50.000 евра. Грант. Меѓутоа, таму е условен да испорача, значи, резултати. Производи. Во форма на шо производи? Производи. А кај нас, например... Ако не ги испорача? Ако не ги испорача, значи... Ќе му прекинат? Или ќе треба да ги врате парите. Значи, од една страна се помага, од друга. Словенскиот буџет, да речеме, за субвенционирање е некаде околу 600 милиона евра, за разлика од нашиот што кошта 120 милиона евра. А таму имаме многу помал регистриран број на земјоделски стопанства за разлика од Македонија. И таму има многу помали услови, да речеме, за развој на земјоделие за разлика од Македонија. Дали таму се субвенции, да речеме, во пари или се во опрема? Ме интересира примерно како функционира, пошто го спомнат словенскиот пример. Значи, модели има многу. Таму, да речеме, еве сега, ако одем у дело на субвенции, значи, субвенциите се исплаќаат дури авансно, у текот на производната година. Добро. Што кај нас не е така. Кај нас се исплаќаат после завршувањето на годината. Кој ги исплаќа? Државата? Државата ги исплаќа. Значи државата ги Откога исплаќа. ќе се заврши, нели, Кај годината нас, се праве. кај нас, да. Добро, по килограм, по што се исплаќа? Зависи. Значи имаме По мет, по предадено производство, по пријавена декар. површина, да. Да, значи зависи како е програмата предвидено, како се ставките предвидени. У Македонија така. У Словенија, значи, дури се дават авансно, а најкасно се дават негде до октомври месец се исплаќаат завршно. У тековната година, значи, субвенциите. Дали сметате дека овој начин на субвенционирање е правичен и реален у Македонија, моментално? Не, значи не дава развојна компонента, повеќе има... Спомнавте 120 милиона, нели, кои се во субвенции или не знам кои во програми, се намалува бројот на производители. Што е проблем? Значи нема развојна компонента, има повеќе популистичка мерка и што служи за некои други намени. Значи треба сериозен пристап у тај дел, значи сериозни средства да се исполнуваат. Средствата се сериозни, 120 милиона се стварно сериозни. Значи не се сериозни од причина што јас ќе ви кажам зашто не се сериозни. Значи Европска унија одделува 3% од вкупниот буџет за земјоделие. Кај нас на 6 милиарди евра буџет, значи ние имаме 2%. Добро. 2% е сега. 2% меѓутоа ставките за кој е наменено, значи прашање е колку се оправдани. Затоа што не ги дава, значи, потребните резултати. Дали тие субвенции реално допираат до индивидуалните земјоделци? Или тука станува пак збор за големи компании? Па проблемот во тоа што кај нас, да речеме, големите компании ги зимат грото од средствата, за малите индивидуални земјоделци, да рече, останува многу мал дел од колачот. И тоа е проблем, голем проблем, значи. Сега друг проблем што имаме, еве сега на пример новата земјоделска политика во Европска унија што е, да речеме, полека Европска унија преминува во поддршка на малите земјоделски стопанства за разлика од досегашната политика што им беше, значи, на големите корпорации. Значи они се увидеа дека се грешка затоа што големите корпорации се комерцијално ориентирани. Да. И ни ги лично интересира ги профитот. Што значи они се способни да извезат, а што значи не можат да испорачат доволно или не испорачат доволно храна за населението Европска унија. И сега они почнуваат полека да ја менат таа стратегија и најверојатно у наредниот период Европска унија ќе се фокусира баш на тие помали земјоделски производители што ќе произведат храна за местното население. И таму го има сличниот проблем, и таму имаме дефицит на производи, и таму растат цените на земјоделските производи, така да И таму младите не се заинтересирани. И таму младите не се заинтересирани. Дури и тие што работат земјоделие исто и таму сакат да се откажат од земјоделие, пошто и таму веќе се случуваат некои процеси што едноставно немат гаранција или сигурност. Тоа, например, веќе земе примери и Грција, и Франција, и Шпанија, и Италија, кај што Дефинитивно, да. Не е баш нешто интересно, а потребите од храна се евидентно зголеми од ден преку ден. Ова е малку апсурдна ситуација. Значи, тука мора Македонија сериозно, значи, како држава да застане зад земјоделците, да се донесат развојни стратегии, И планови, и програми. Така е, значи да се предвидат сериозни средства со строга намена, крај краишта па да се барат и резултати. Не само да се пумпат средства, ќе треба и да се разбарат и резултати. А најбитно од се да се промене законската регулатива. Она ќе се промени сега. Еве сега се спрема закон.
Вака сега. Ама ви кажувате дека баш и не е добар закон. Сега да ви го цитирам от тај дел Закона за вино. Само чисто да видите зашо си имаме проблем. Да. Законот за вино предвидува во одредени членови, значи да се определя производна цена за двете најзастапени, значи сорти на грозје. Кој? Тоа се смедревката и вранецо. Само тие. Да. Врз основа на тие, значи, производни цени се одредува заштитна цена од 25% минимум. Сега што се случува? Мислам за тоа е една смешна сума 25% заработка. Значи трговската маржа е поголема него ли земјоделец што треба да работи цела година за тоа. 25% Заработка. Значи тоа значи дека практично е за да објасним. Ако нешто производство Производна цена е 20 денари, е утврдена. Производна цена, таа е до производ да го добиеме. Така е. И на тоа 25% маржа, Маржа, може 5 да се денари. оставя земјоделецот. Така е, 5 денари да има добивка од тоа. Сега, абсурдно да биде поголем, во истиот закон, значи, се дозволува доколку откупната фирма го исплате износот на откупената роба, односно на откупеното грозје у готово, да се намале цената за 8%. И таа цена да се намале за 8%. Ако не ги чека парите, нели, ако спреме да кеш да ги плати, добро? И тука ако го ставим и 2% данок на државата, персоналниот данок, значи тоа се веќе сериозни 10% намалување на таа цена, значи на таа заработка од 5 динара са. 10%. Така. Значи тоа се апсурди. И уште поголем апсурд е, значи, доколку се исплаќа на рати, дозволено е на винарската визба првата рата да исплати за рок од 30 дена, 40%, до нова година да се исплати уште уствари 20%, до нова година уште 40%, 60% и крајната рата да биде за наредната година 40%. Тоа е еден услови на инфлација, тоа е буквално девалвирање на трудот на земјоделците. Ај малку од друга страна да ги погледнеме ровот. Јас пак имам други примери и други размислувања, посебно кај што ги спомнавте во западноевропските земји. Во главно, оние кои што се занимаваат со винарија, винарство, ниеден не го продава на визби грозје што го произведува. Сите се здружени, имат нивни винарија, имат нивни брендови. Што е проблемот во Македонија? Не се спремни земјоделците да се здружат да си направат нивни винарија или полесно е да го произведеме па да го дадеме на овие кои што се веќе постоечки? Видите вака, значи винарството е традиција. Добро, да. За разлика од кај нас, да речеме, во Западу има традиција повеќе вековна, да речеме, во производство на вино и тие се, да речеме, винари веќе што со, ајде да не речем со векови, меѓутоа со децени што постојуват. И производството на вино не е само бизнес, него е, да речем, ајде со просто кажано зборови, и уметност. Така. Значи, не е проблем да произведеш добро вино, проблем е да продадеш вино. Треба успешна приказна. А ние продаваме грозје, не продаваме. Ние продаваме грозје. Значи, ние немаме успешна приказна. Не, немаме завршен циклус кај индивидуалните земјоделци. Имаме ние добри вина и приватни винари што прават добри вина. Меѓутоа немаме добра приказна, нема како да ја продадеме. Значи, таму се максимално посветува внимание на маркетинг, на продажа. Не ли штета еден земјоделец, производител на грозје, да нема своја винарија и да не размислува во концептот да има свој бренд на вино, а не да продава грозје. Многу тешко се успева во конкуренција на големи винари да се побијат тоа сите. стариот систем е така останато. Така е, значи кај нас и тука е голем проблем. Затоа што малите винари се неконкурентни, значи. Кај да се појават неконкурентни? Не се конкурентни на количина или на квалитет? Јас знам дека малите на количина, значи добри квалитетни вина имат и усвојат големи најди. Маркетите не сакат да работат со малите. Океј. Заради Тоа е проблем. Тоа е проблем веќе. Кај ќе го продават они? Можат по пазарите или на некои некои мали винари, специјални продавници за вино. Специјални продавници. Значи тука е проблем веќе. Се тоа што кажавате, да. Тука фали у Македонија стандардизација. Ние мора да се научиме да работиме по стандарди. Ние секој работи по свој. Тоа мораме да го, значи, направиме. Мораме да направиме детална анализа на пазарот, што сака пазар, кои се потребите на пазарот. И да го планираме производството. Така е, значи, кои правила на игра треба да воспоставиме. Односно, треба да стандардизираме. Тоа што ќе го произведеме, да го гарантираме, значи. Не можеме ние во една канта сирење да имаме 5 вида на сирење. Прво по формат, второ по вкус. Значи, ако е веќе сирење, мора да биде стандардизирано, исти квалитет. Ако е станува збор, да речеме, за овоштарство или зеленчук, може да биде калибрирано. Апсолутно. Калибрирано. Брендирањето мора тука да биде. Добро. Дефинитивно. Значи, ние во Македонија скоро и да немаме брендови.
А имаме толку убав квалитет на производи, да речеме, затоа што имаме почнено климатски услови идеални. Да. И сега ние немаме бренд. Де факто, кај нас се случува еден абсурд, што многу фирми, да речеме од страна, не наши од Македонија, прават реекспорт како нивна роба. И де факто со нашата роба, да речеме... Тоа е со години, тоа веќе и остариот систем Апсолутно. и уште е сега. Апсолутно. Сега ќе кажеме пример. Србија взима грозје од кај нас, наши грозје го извезуваат како српско грозје и си прават промоција во рускиот пазар. Исто го прават со ресанската јабука, исто го прават со зеленчуци. Значи тоа е... Шо фале? Дали фале малку предприемништво кај самите земјоделци, начин да научат како да направат бизнес? Видите Они вака, очекуваат, сите очекуваат од купчиите, пак и нели оврнеме нели сега овие трговците кои што го собират кајмакот што викат. Дали мора нешто треба кај земјоделците да се промени? Како ме интересира да земјоделец планира што ќе сади наредната година? така, значи во современите држави многу голем процент од заработката се вложува во маркетинг. Во едукација и маркетинг. Маркетинг. Значи кај нас тоа е табу тема. Никој не разговара за маркетинг. Никој не разговара значи за продажа. Секој се бори да произведе количина, при тоа значи не се обрнува внимание кој асортимент, кој стандард, кој, значи не се обраќа внимание. Едноставно се работи стихино, неплански. Тоа не може така. Значи треба точно да се знае што ќе работиме, за кој пазар ќе работиме, за кој купци ќе работиме, по која цена ќе И работиме. кои култури ќе ги садат? Апсолутно. Значи ние мораме да знаеме што бара пазарот. Ние не можеме да работиме што сакаме. Значи ако минатата година на пазаро имало баручка да речеме на домати или пиперка, и сега ние стигнемо до година сите садеме пипер и патеџани. Црешите стигна 1300 денари у Скопје. Така. И сега ќе правиме насади од цреши. Значи, тоа е се на жал што нема таа државна стратегија. Значи, мораме да имаме таа државна стратегија. Ама не може државата, зар може државата да наметне на вас кој индивидуални земјоделец да ви каже Ѓорги, не вие ќе садете сега цреши. Оти тоа е да речем според статистиките. Вака се, државата не може, меѓутоа државата може да направи да речеме Совет да прво реонизација. Добро. Согласно тие почнено климатски И да каже дека овие региони се идеални за таа култура. Добро, Значи, тоа го има, тиквешкиот регион е, да речеме за грозе. Второ, значи мора да видиме кои сорти ги бара, значи. Ќе кажеме Отпорни на сега климатски во Ресен промени, имаме отпорни на ние болести. во Ресен имаме ние да речеме ние грото од асортиментот е ајдрет, што не е интересно, а не е атрактивно за пазар. Многу мал процент има на тие клупски сорти што ги бара пазар. Исто да речеме и во кавадарци. Теквишијата имаме сорти што едноставно не се веќе интересни за пазар. Ние мора да се приоритираме према пазар. Има нови сорти да речеме на грозе, трпезно грозе што се бара на пазар. Постепено мораме да се Трпезното грозе од винското грозе тоа е различно, нели? И Апсолутно. различно е начинот на транспорт, на продажба, Значи, на сите тие работи. Тука заедно со државата треба и па со тие научни институции треба да се седне да се разговара, да се види, да се прави анализи и да се прават стратегии. Која е улогата еве на Националната земјоделска мрежа? Дали водите вие активности тоа? Дали разговарате со земјоделците, да речеме, во тие политики? Дали имате такви активности? Националната земјоделска мрежа баш во тој дел и најактивна, значи и сакаме значи да се работиме. Ние досега значи секогаш сме за институционални решенија, не сме за улична демократија и можеме слободно да кажеме дека има завидни резултати во тој дел. Имавме слуки и разбирање од државните институции, подршка. Сега колку спеваме ќе кажат самите земјоделци, меѓутоа мислам дека имаме солидни резултати и ќе продолжиме со овие резултати. Наша стратегија да ги менуваме работите. Да влијаеме преку иницијативи, преку предлози до надлежните конкретни предлози, да влијаеме, докажеме на слабостите, да дадеме значи конструктивни предлози и да бараме решенија. Колку ќе бидеме изслушани, тоа е не знам, мислам ќе покаже времето, меѓутоа времето не дозволува веќе одлагање. Затоа што саато е 12:05, не е 5 до 12. Ние мораме подитно значи да бараме мерки, решенија како да излеземе од оваа, да речеме, агонија. И како држава, и како земјоделци. А е хаотична ситуација, затоа што непланирано производство, непланирани продукти, хиперпродукција на некои, кај некои ги нема, пикови. Значи ќе мора тука да бидете вие да е мост меѓу индивидуалните земјоделци и државните институции. Едно е кај државните институции, кај што рекоте дека треба да има, нели, да се интервенира во самите
решение во креирањето на политиките, меѓутоа мислам дека треба да се интервенира доста и кај самите индивидуални производители. Значи, вака сега. Значи, и науката, институциите мора да се спуштат меѓу земјоделците. Не може да се креират политики од кабинети. Значи, мора да се согледат ситуациите на терен. Ама дали барат земјоделците помош и подршка од научните институции? Се обраќаат ли кај научните институции? Врската е прекината. За жал Нема е прекината. комуникација. Нема комуникација. Значи, Зошто? Нема комуникација затоа што сега искрен да бидам, значи има некоја апатија кај сите. Кај сите Недоверба. чинители. Кај сите чинители, значи. Изгубена таа комуникација, изгубена таа врска, секој си гледа своја работа, свој бизнес, а тоа се на штета на сите, значи. На сите. На сите на штета. Ние мора да најдеме начин како да се поврземе. Значи, од пример земјоделски производители, наука, државни институции, трговци, преработувачи, значи сите да си го најдеме заедничко интерес. Само така ќе успееме. Значи, ако една алка од тој синџир фале, значи немаме успех. И ние не сме против никој. Ние сакаме заеднички сите да соработаме и ама да си го поделиме колачно како што треба. Не може сега да речеме само, значи овај случај е сега најоштетен земјоделецот. Како се движиме према крајот на тај ланец, значи и граѓаните купувачите. Да. А овие што се да речеме трговци и така натаму и така натаму. Еве ќе спомнам во тај контекст и наука. Науката е инертна, науката нема никаде, значи не реагира, никаде нема. Институции, факултети, од кои причини не знаеме, затоа што дали тоа не се доволно мотивирани, дали доволно не знаеме кои се причините. Меѓутоа сега се инертни. Не, науката можеби ја има. Имаме ние неколку земјоделски факултети. Науката е тука, меѓутоа не факултет во Штипија, во Битола, во Скопје и други приватни универзитети. Меѓутоа, дали земјоделците се поврзани со таа наука? Не. Колку има од Радоиш, дали ви е познато, од Радоиш, вие текнат од Радоиш, кој што се запише на земјоделски факултет? Најголем проблем е, значи, ние што немаме кадар. Тука веќе сочуваме со најголем проблем. Стручен кадар. Стручен кадар. Зошто? Значи, најмал интерес за запишување имаме баш у таа гранка, земјоделската гранка, затоа што младите не гледат перспектива у таа гранка и апсолутно, значи, тука веќе ние немаме кадар што ќе го движи тај процес. Немаме кадар. Мислам, Југославија бивше додека беше, да речеме, тај дел се многу лагаше. За сега, мислам, овие политики што се креират во моментот, значи, апсолутно никој не се замара да инвестира у дело на едукација, у дело на образование. И јас се плашам после нашите генерации, кои ние, да речеме, имаме некој животно искуство, имаме некој осознание, нема на кој да го пренесеме. Значи, без разлика што имаме ние тие почвено климатски, почвени ресурси, што ги имаме предиспозиции, ние ќе немаме нашето искуство кој да го наследи. Како да сменеме тоа, Ѓорги? Еве за крај да речеме, ме интересира стварно. Како можеме тоа? Можеме ли уопште да го сменеме тоа? Тој пристап и тој начин на размислување? Па вака сега. Младите што ги еве сега, иако јас на пример не се согласувам. 30 годишен производител. Во услови, значи, на дефицит на храна, недостаток на храна, ние преку некој процес, да речеме, успеаваме да дојдеме до покачување на цената на тутун. Самото тоа, значи, доведе до зголемување на тие површини, интересот кај земјоделците. Па и кај младите, да. У најмала рака, доста од младите, да речеме, што планираат да мигрираат во западните земји, најдеа некоја сигурност, стабилност и остана. Тоа е еден пример класичен како се успева, значи, на некој начин и младите да обстанат и да обстојат на овие простори. Ама тоа пазарот го понуди, нели, со притисок да речеме, може да цените, значи, меѓутоа пазар е поборувачка. Тука, значи, се одигра, значи, самите тутунопроизводители, државата беше вклучена, па и комбинатите препознаја, значи, сето тоа е интерес и сите заеднички, тоа што го зборам јас, сите заеднички се препознаја интерес. Еве сега, овие 2 години можеме слободно да кажеме дека добиваме некој процват на тутунопроизводството, што не би било никаков проблем да прави исто во производството на храна. Како се направил баш во производството на храна? Пошто стана тутуно, да речеме, како треба ни прво и основно. Треба ни, значи, стабилни, економски одржливи цени, стабилен откуп, да имаме гаранција, нашиот земјоделец е спремен да произведе и количина и квалитет. И да ги доближиме комуникацијата, можеби земјоделци производители, мислам земјоделците производители со директните потрошувачи.
Па вака се. Како тоа да направиме? Колку е значи пократок тај ланец, трговски ланец, толку ќе биде бенефитот поголем и за земјоделците и за крајните потрошувачи. Сега тај ланец е многу долг и додека да дојде до крајниот потрошач, значи цените растат 100-200%. Тука мора значи да се најде начин. Имаме современи алатки, имаме интернет, Има интернет, има комуникација. има можност, меѓутоа тука треба да се работи на едукација на земјоделците, тука мора да се работи, значи буквално се искористат сите можности што постојат сега во современиот свет и да се скрати тај трговски ланец, за да може да на крајниот корисник значи да биде цената прифатлива, а и за земјоделците. Така. Ѓорѓе, благодарам. Мислам, доста ние можеме со сати да зборуваме за оваа тема. Се надевам дека ќе имаме и други прилики да разговаравме. Можеби не чепнавме некои теми, а ги начнавме, речеме, руралниот развој, локалниот развој, ги спомнавме и младите, нели, тука како се... Јас се искрено надевам дека, можеби, кој што спомнавте, дека не е баш добра нели, сликата и перцепцијата за наредните 10 години за земјоделството, меѓутоа мислам дека како растат потребите на граѓаните, расте потребата од храната. И го делам со вас тоа мислење и мислам дека една од поважните работи кај што треба покрај законската легислатива кај што треба да се коригира, условно речено, да се воспостави подобра контрола. Меѓутоа сметам дека вие и ние преку овие програми како Лак Плачковица и овие едукативни емисии и овие разговори да пробаме малку кај земјоделците, да ги поттикнеме тој предприемачки дух, да почнат да размислуваат така, да ја скратиме таа врска меѓу крајниот потрошувач и индивидуалниот земјоделец, да ги доближиме поблиску. Мислам дека тука можеби да речеме да леже решението, нели, едно од решението, дел од решението каде што и земјоделците, индивидуалните производители ќе добијат нешто повеќе од тоа што не само за гарантираната или таа минималната цена, тука ќе се охрабрат да работат, а крајните потрошувачи да се врзат директно со земјоделците производители и веќе тоа, ако порано некако беше пречка, знам дека сега не знам, вие подобро сте сигурно запознаени дека има сега производство од куќен прак, како земјоделец може да продава од куќен прак, има некоја пракса, не знам, може ли за тоа да ми кажете како функционира, дали или функционира воопште тоа? Тоа е една добра практика, што е, да речеме, доста масовена на Западу, кај нас тек доваѓа, значи. Тоа преку тие алатки што се дигитални, значи технологии, се одвива, комуникацијата се скратува и така да земјоделците можат директно, значи, да стапат во комуникација со... И веќе се користи кај нас, конкретно ќе ви кажам, има области за сирење, се нуде, да речеме... За мед. За мед се нуде, значи некои полупроизводи, да речеме, се нудат на потрошачи и сведоци сме дека многу од потрошачите, од конзументите се задоволни. И со начинот, и со пристапот, и со квалитетот. Сега, тоа мора да се уреди со некоја законска материја, зашто? Затоа што да имаме, значи, сигурност и стандаризација, што спомнам. И стандаризација, значи тоа што ќе се побара или што ќе се понуди да биде, значи, гарантирано на некој начин. И да се изгради таа доверба меѓу крајниот потрошач и меѓу производител. Земјоделието, значи, е неисцрпна тема, можеме да дискутираме многу и треба да дискутираме многу и треба да се зборе, значи, на тај дел. Треба да се мотивират земјоделци да почнат да размислуваат у дело, да почнат тие промени и мислам дека ние како национална мрежа доста имаме предоресен во тај дел и ќе ги движиме уште повеќе работите. Значи, еден од начините токму ова и сега што го работиме со вас и благодарни сме што ние сакаме да допреме до јавноста, да укажеме на проблемите, да покажеме и на решението. Да. И тогава сме успешни. Ние не можеме само да критикуваме и да бараме некој друг да ни нотираме дека некој е виновен. Дел од вината е наша. И затоа мораме, значи, да најдеме начин како сите заеднички да си помогнеме еден на друг и да дојдеме до крајното решение. Крајното решение да бидат сите задоволни. Значи, и земјоделците, трговците, па на крајот најбитни се и потрошачите. Само јас имам една порака за крај и тоа мислам, сакам да го преречам до јавноста. Значи, ако немаме здрава храна, немаме здрава нација. Така да ние како земјоделци имаме една одговорност према нацијата да произведеме здрава храна. А нацијата треба на некој начин да ни даде
уважение, признание што го заслужуваме како земјоделци, како производители на храна. Одnosno да го награди вашиот труд. Да го награда нашиот труд. Не бараме ништо повеќе. Така. Ви благодарам што беше гости. Навистина Благодарам. беше задоволство да се разговара со на вас. вас овие на теми. поканата. Се гледаме во друга прилика Секако. и ќе разговараме и за други теми. Секо мило ми е. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, ова беше првата емисија од Одиме рурално. Се надевам дека имавме интересна дискусија со нашиот гостин. Ве покануваме и повикуваме во наредните емисии, исто така да не следите, да не заследите на кај на Лак Плачковица и да не гледате со наредните гости. Пријатна вечер.